Еве ме со моето прво ветено видео за зависностите од име 0% порок. Како што кажав во најавата, самоце ќе ми биде срам, ова ми е прво видео, можеби ќе биде и малку поемотивно. Со тек на време ќе се навикнам. Ќе почнеме со алкохолот, нели како што кажав дека тоа ми е мене најдобар пријател со кој што имав поголема борба, сега малку помала, ама се уште е тука борбата. Не се. Првата, нема да држам сега некои лекции од типот на статистики и такви работи, што е алкохолот, како влијае алкохолот, долготрајно и краткотрајно, долгорочно и краткорочно. Ќе си зборувам лично за себе и нема да навлегувам во детали, ќе биде општо како некое интро видео за да знаете за што се работи и со надеж дека ќе имам барем неколку луѓе кои што од време на време ќе ми пишат, ќе ја споделат својата приказна анонимно, неанонимно, како сакаат, за да можеме да ја пренесеме на луѓето кои што се борат со слични зависности, за да си помогнат или барем да си признаат дека имаат проблем. Пошто првиот чекор сите знаеме дека е признавањето на тоа дека проблемот постои, за кој што ретко кој е свесен. Односно, полусвесен е, ама не сака да си признае, као ај нема врска сите, па и ја. Прв пат се напив алкохол кога имав 13 или 14 години. Веројатно во мое време бевме напредни како банда. Сега кога се напив алкохол, ја не кажам дека љокавме, него ќе земевме една флаша ТГ за јук од 750 мл и ќе ја пиеме 100 души, нема везе, ама сме се напиле, но и бевме многу фраери. Да живеевме у денешно време, веројатно ќе бевме можеби малку уназадени, затоа што сега пијат млади и помали. Гледам и по токсикологија за нова година, за празници, има се помали и помали деца. За жал. И така почна, нели, моето искуство прво со алкохол, со црно вино, после предовме на водка, како стареевме, осмо прва, и мислевме дека многу е тоа фраерски. Нели? Некои пиеа за да си ја пополнат празнината, некои пиеа за да се направат фраери, некои пиеа за да си ја тргнат маската од пред луѓето, за да бидат поопуштени, да може да си фатат дечко или девојка. Некои од таа банда сега се многу успешни луѓе, некои заглавија многу со алкохол, некои предоа на дрога, некои се починати. Сакам да кажам дека воопшто алкохолот како стартна, како нешто стартно со кое што почнуваш, воопшто не е за преканција. Извинете за овие сите грешки, стварно имам трема. Тешко е и сам со себе да збориш на оваа тема, камоли пред камера. И така почна моето патешествие со алкохолот. Фала Богу, тогаш па и сакав да се направам фраер, секогаш ајде, ќе ги соберам сите, ќе пиеме, ќе правиме. Блазе си викам и ден денеска на тие што може да се напијат една, две, три пијачки и да си отидат дома. Ке мене тоа никогаш не било ситуација, а верувам и ке многу други, затоа што тоа, така почнува проблемот. Немањето контрола врз самиот себе да прекинеш, односно да престанеш да пиеш. Као, ајде, испив ја 3 пијачки и сега готово, сега ќе предам на кафе или на кока-кола. Кај мене и кај многу други се пиело до крај, додека има. И на почетокот е супер, нели, прво се опушташ, па после тоа као идеме си смешен, па малце посмешен, тоа мислиш дека си уште посмешен и на крај, уствари, излегуваш клован пред сите. Ти се смеат, нели? И после тоа ти е срам да се појавиш пред
пред другите. Така и решив да размислам ја за мојот проблем, тоа ловновското, затоа што сватив дека со текот на годините, на страна тоа како си мамурен со годините се потешко, него кога се будиш со грижа на совест, кога се будиш со посталкохолна депресија и кај мене, например, многу големо влијание има таа, мислам, посталкохолна депресија, ќе пиеш еден ден и после тоа 2 дена не ми се станува од кревет, едноставно сакам да потонам у земја и да не знам, едноставно тоа кајање, негово чувство, што некогаш за да го отстраниш, си викаш, тогаш ајде, уште една пијачка и така некогаш во круг, некогаш се престанува, некогаш се продолжува. Меѓутоа таа посталкохолна депресија ме натера и таа грижа на совест ме натера да размислам каде терам. Мислам, каде тера мојот живот. Тоа ми влијаеше на комуникацијата со фамилија, со пријатели, ми влијаеше на самодовербата, на работата, на фокусот, затоа што едноставно не можеш да се фокусираш. Алкохолот краткорочно прави нели и црни дупки, мислам има големо влијание врз центарот за меморија и за памтење, затоа многу од нас имаат и црни дупки кога ќе се поднапијат малку поише. И тоа е краткорочно. Меѓутоа после долго годишно користење на алкохол станува секојдневие. Значи едноставно и да не сте конзумирале алкохол, меморијата ви слабе, едноставно не се сеќавате што требаше, како требаше, се губи фокусот и така не може да се работи и не може да се функционира во животот. На страна тоа што многу од нас кога ќе ја преминат таа некоја граница на пиење, на пијанство, кажуваат работи што не ги мислат. Јас не верувам во тоа дека во in vino veritas, дека во виното е вистината, нема врска. Точно дека излегуваат сите трауми од детството на виделина, меѓутоа кажуваме работи кои што не ги мислиме, како Боже ми опрости, како некои си обседнати. Правиме работи кои што не ги сакаме, ги повредуваме другите. Кај многу од алкохоличарите или пијаниците или како да ги наречам, мислам има разлика, ќе зборуваме за тоа во некое друго видео, се јавува и агресија, семејно насилство. Голем дел само кога се пијани одат во казино, тогаш едноставно им се отвора дизна за свашта, да земаат дрога, хероин, кокаин, баш ги боли уво за се, не помислувајќи на тоа како ќе се чувствуваат утре и како тоа ќе влијае на нивната психа утре дента и останатите денови. Значи, ова вистински го кажувам од срце и го започнувам со цел да кажам дека зависноста не е табу и треба да се разговара многу, особено со помладите генерации сега. Јас, фала Богу, мислам, навистина сум добра, меѓутоа долгогодишна е борбата и секојдневна. Не сум стигнала до, фала Богу и тоа, не сум стигнала до некоја си ептен цироза и можеби замастена, да, меѓутоа до замастена јетра, да, меѓутоа до цироза, фала Богу, не сум стигнала. Сум гледала многу видеа за луѓе како почнуваат да престануваат да пијат и како се тресат и како тоа, и дури не сум можела да верувам дека тоа воопшто постои. Можеби вие или некој ваш близок се справил со тоа и сте го виделе со своји очи, јас не, на моја среќа, ниту сум го доживеала, ниту сум го видела и не би сакала никој да го доживее тоа што сум го гледала на туѓи видеа. Сум имала многу срамни моменти
на кој што нема да се навраќам. Мислам, која е поентата? Како што кажав, сум повредила многу луѓе. Тоа е тоа што највише боли обично. И ако некој би ме прашал што е тоа што не би го направил една работа, тоа е не би почнала да пием. Затоа што ви кажав ке биде емотивно видеото сега, мислам, тоа е, луѓе сме. Тоа е да не се напијам. Да не ја испијам таа прва, ни втора, ни трета чашка алкохол, да се посветам на нешто поздраво. Затоа што сите грешки во животот што ги имам направено се под дејство на алкохол. И знам дека да не постоиш алкохолот, ќе го достигнев, ќе бев не на еден, на 3 врва качена на сега, меѓутоа тоа е тоа. Најважно е да му кажете на луѓето да се соочат и да се само наблюдуваат, да сватат и да си признаат дека имаат проблем. Не може никој друг да им помогне освен самите себе. Вие можете да им бидете поддршка, меѓутоа со сила никого не можете да натерате да се смени. Можете само да го прифатите, ако го прифатите окей, ако не го прифатите би се разидуваат патиштата и тоа е тоа. Но пробајте да им во очите дека имаат проблем. Кога сами ќе сватат дека имаат проблем, тогаш можеби ќе побараат вашата поддршка. Се извинувам. Нема веза. Порака до сите вас кои што имате било каква зависност, било каков порок со кој што не можете да се соочите, бидете храбри. Мислам, бидете дисциплинирани и не е лесно воопшто. Стварно е тешко, ама вреди. Секоја мала жртва што ќе ја направите, ви носи долгорочно задоволство и на вас и на тие околу вас. Можеме да направиме многу повеќе. Наместо јас со цел да си ги оттргнам мислите од тој мој порок, кога ми е досадно, кога ми е осамена, почнав да ги снимам овие видеа за Facebook, за YouTube, за сите социјални медиуми, затоа што некогаш и осаменоста си има свое влијание. Не знаеш дали пиеш затоа што си депресивен или си депресивен затоа што си пиел, јајцето или кокошката што е прво. Важно е да си признаете, важно е да сакате да почнете. Не знам. Очекувам навистина, макар и прашања да ми поставите во инбокс или да споделите нешто ваше. Ќе ви бидам благодарна. И фала што ме изгледавте. Нека не биде оваа тема веќе табу. Поздрав од Ангела од Катар.